Она што главно е според мене дека она што во суштина ја одбележа 2017 година, тоа е упадот на толпа луѓе во собранието и претепувањето, физичкиот напад на пратениците, дека мора да има судска разрешница и виновниците, организаторите и сите, кои да се, дека треба да бидат ригорозно казнети за воиднина да не ни се случуваат ниту приближно такви нешта. Тоа доведе и кризниот период што се создаде во делот на политиката, додаде условно речено до намалување на економијата и до драстичен пат на странските инвестиции, што ете поврзаност помеѓу политиката и економијата, и се надевам дека тоа ќе биде некако многу зад нас, да речеме, во периодот што престои. За 2018 година очекувам агресивен настап на политичката елита во делот на надворешната политика. Тоа подразбира надминување на сите недоразбирања со соседите и уште поагресивен настап во делот во седиштето на Европската унија за докажување на тоа дека нам местото ни е онамо каже што во суштина географски припаѓаме, тоа е Европа. Сметам дека надминувањето на политичката криза, веќе етаблирањето на новата влада, без оглед на која предводи или како ја предводи, ќе доведе и треба да доведе до посериозни инвестициски зафати, посериозен влез на странски капитал и на крајот на криштата владата мора да се зафати со изнаоѓање начин на намалување на невработеноста, но не само административно, туку онака како што навистина треба, со вработување во сектор, дали тоа е во производствен сектор, во приватниот сектор, или ќе бара алтернативни решенија со отварање на нови работни места, само вработување, како и да е, во секој случај мора да се најде начин за намалување на стапката на невработеност.